Сите обвинети во адитив за прв пат седнаа на обвинителна клупа. Меѓу 31 обвинето лице недостасуваше Васко Ковачевски кој е во бегство. Ќе им се суди и на 5 правни лица за криминал во државната компанија Електрани на Северна Македонија, тежок 6,5 милиони евра. За Васко Ковачевски постојат важни причини да му се суди и судот донесе решение да му се суди во отсуство. Ќерката на Ковачевски со полномошно ангажираше адвокат за својот татко, кој побара одложување на денешното рочиште бидејќи не била запознаена со доказите. Актот се оценуваше 4 месеци. Притворите се ефективни и направивме голем трошок за денешното рочиште. Денеска нема да започнеме со доказна постапка, така што ќе имате можност да се запознаете со доказите. Денеска нема да го одложам судењето. Сите обвинети рекоа дека не чувствуваат вина. Според обвинителството, обвинетите преку пререгистрација на фирми и договарање меѓу економски оператори местеле тендери за набавка на адитив за јаглен за потребите на рекбитола и рекосломеј. Обвинителството ќе докаже една институционална и морална распаднатост на системот на управување на АДСМ во време кога обвинетите ги вршеле своите службени должности во тој систем на управување и одлучување. Секако ќе докажеме во секој еден дел од обвинението дека обвинетите се организирале во злосторничко здружување со цел вршење на кривичните дела од членот 275В, 353 и секако кривичното дело 273 кое што се однесува на перење пари. Судењето започна во новата дигитална судница недалеку од затворот Идризово, изградена со пари од Европската Унија, која 5 години не се користеше. Тогаш, за жал, до ден денес, оваа судница седи празна. Ова е судница која што е буквално европска судница и која што заслужува многу почесто да биде користена. Од тука би сакал да ги охрабрам, да ги повикам сите останати судии, поготово по големите случаеви кои што каде што има поголем број на обвинети, да во идно време ја користат. Дигиталната судница е изградена според светски безбедносни стандарди со посебни влезови за судечкиот совет, странките, јавноста, како и спровод на притворени лица со целосно почитување на нивните права за гарантирани со устав. Ова, како што беше наведено тогаш, освен што возможува поголема непристрасност во постапувањето на судот, ќе допринесе и во економичноста на постапките со намалување на трошоците за транспорт и обезбедување на притворени лица од притворските одделенија до зградата на кривичниот суд.